Наш гостин во студиото Тодор Пендаров, претходно една вест која туку што ја добива, која што поприлично ме трогна, се работи за Дуда Ивковиќ, почина на 78 годишна возраст утрово во болницата во Белград, легенда на југословенската и на српската кошарка. Уште повеќе што имав можност да се запознам лично со Дуда Ивковиќ, да влезам во неговиот дом, да поразговарам за сите негови успеси, за целокупната негова кариера. Во 6 часот и 50 минути во болницата во Белград, Ивковиќ починал од последици на вода во белите дробови и херпес, изјави Горан Калиник. Разговаравме со него во емисијата Патот до успехот, веројатно и ќе биде во една од емисиите како In Memoriam, бидејќи тоа можеби е една и од подрагите емисии. Во студиото најавив, со мене Тодор Пендаров, не треба некои посебни најави за вас, а исто и за Дуда Ивковиќ, предпоставам нема кој не го знае, легенда на југословенската кошарка. Легенда на југословенската кошарка. Ајде да се вратиме на оно што е сурова реалност во Македонија. Вие сте сега пензионер, живеете во пензионерските денови, но предпоставам не останувате имуни на оно што го гледате во собранието, бидејќи работната кариера некако таму ја завршувавте во собранието. Ја завршив таму. Оно што се случува во собранието само е еден континуитет на паѓање на демократските капацитети на ова општество и непочитување, покажување многу ниска политичка култура, политиканство и навистина тоа боли од една страна, кој ќе речам боли, не да не биде тоа, сега ќе речат нашите гледачи дека ја нешто патетика продавам овде, но навистина не е пријатно да гледате како се урнисува еден систем веќе подолг период и со право се сите оние што велат дека првиот состав на парламент на собранието на Македонија беше вистински состав, вистински парламент, иако за прв пат во една сосем нова политичка состојба или систем во нова држава покажа голем капацитет како во демократските процеси, така и во почитувањето на деловникот, уставот и останатите закони. Вие паметите повеќе, ние постојано го говориме, ја и со многу луѓе кога говорам, генерално за тој прв состав на владата, експертска, па и за првиот парламентарен состав. Некој вели вака, можеби тој состав треба сега да владее со Македонија, а овие кои што сега владеат, веројатно требаше да бидат први за да ги поминеме тие детски болести. И сега кога ќе направите еден пресек на сите парламентарни состави, јас паметам од 96-та, ги паметам тие избори локални и потоа веќе во континуитет и професионално 98-та, значи паметам од Ингилизова како председател на ДИК па натаму. За секој парламентарен состав ние сме упатувале критики како јавност, како новинари, дека не работат и као сите очекувања се дека следниот ќе биде подобар. И ние за секој следен кој што доаѓа велиме дека од овој полош не може да биде. И сега некако се доведуваме во ситуација уште повеќе што, например, вие кога сте ги имали оние, условно кажано, шпици играчи или најистурени играчи на политичките партии знаат да ги повлечат од собрание, да ги дадат или во министерска фотелија или за градоначалници, и вие во собранието имате една таква седенка каде што ќе дојде оној главниот, ќе подели кој што треба да исчита, кој што треба да изреплицира, што е смешно помалку. Чите, мислам дека делумно ќе се сложам со вас околу ова. Јас за тие години дека работев во парламентот имав таа привилегија, ќе речам, и можност да ги видам другите парламенти, поголем дел од парламентите во Европа, а во неколку парламенти сум бил и на обука. И се задржам на британскиот парламент, кој има најдолга традиција. Во британскиот парламент, например, не може прати никога сака да збори. Он може да збори само ако му одобри шефот на пратеничката група, таму го викаат камшик.
во британскиот парламент збора, тоа ние од прв и второ, тоа ние позади се задолжени да фрлаат ливчиња и да Викатува. И да викатува. Да викат. Може би затоа Алија Кмети, може би затоа Алија И да Кмети викаат нема ни еден уа. говор во собранието, бидејќи чека кам шикарот или како видите координаторот да му даде. Тоа веќе збор. друго. Тоа веќе друго. За шегувам, да. Но Во интересно на пример во холандскиот парламент шефот на парламентарната група седи назад. Пред него се сите пратеници од неговата парламентарна група за да може да ги гледаш што прати што работа. Значи проблемот е кај нас што она што го кажа и ти, кај нас пратениците сите и вклучувајќи го и шефот на пратеничката група си го сватиле парламентот како седенка, добро платена за македонски услови. Оние што живеат подалеку зимаат уште 2 пати повеќе заради патните трошоци. Малку ќе најдете пратеници кои ги читаат законите што доаѓаат, него бараат нешто асистентите да ги прочитаат па да му кажат нешто. Освен кога нешто ги партија ги интересира. Значи, станува збор за една лефтерна однос до најважниот сегмент во едно општество, а тоа е законодавната власт. затоа сакав да кажам, нас не изгледа смешно, а тие треба да бидат коректор, практично треба да бидат филтер кој што ќе ги стопира неисправните одлуки на владата. Законодавната власт, поред носење на закони, има уште една многу битна функција. А тоа е така наречената надзорна функција или она што го викаш ти контрола. Така е по функција. Надзорна врз останатите така две е. гранки на власта. Извршната и судската. Кај нас, од надзорната функција на парламентот, нема ниту Н. И тука е тој голем проблем. Тука е тој голем проблем. И затоа, кај нас извршната власт е толку моќна, иако уставот е релативно добар кога станува збор за дефинирање на сите три гранки на власта, но имајќи во предвид дека законодавната власт не ја врши надзорната функција како што треба, тогаш нормално извршната власт си прави што сака, како сака и кога сака. И затоа имаме такви закони, затоа имаме ако нешто и треба ќе стави европско знаменце без да помине. Дури законот за марихуана беше со европско знаме, што е смешно. Па тоа не е само од сега. И во минатиот состав, и во преминатиот состав, и кога беше ВМРО на власт, и пред тоа кога беше СДСМ до 96-та. 98. Значи, редовно тоа. Така да, дали, оно што го рече ти на почеток, дали би било подобро овие сега да биле тогаш, а тие што биле тогаш да биле сега, не знам, али историјата не се враќа, времето не се враќа. Проблемот е кога ние сите овде ќе сватиме дека полека но сигурно тонеме и дека ако вака продолжиме еден ден ќе не нема. Нема смисла физичка дека него ќе не нема како држава, ќе не нема како општество. Собранието како да ја губи својата уставна смисла, ако можеме така да кажем, и политичките партии веќе го користат затоа што одат директни преноси на Собранискиот канал и го користат како мегдан луѓево да слушнаат, да искритикуваат. Неис. Ова последнова. Деловнички, знам Со дека оставката? пратите со оставката да го знаете го деловникот на памет, деловнички, зашто така го изигра тоа ВМРО ДПМН за еден дел од души грешниците да кажат дека видите ова што го прави ВМРО ДПМН е како да играат заедно со СДСМ. Ова што го прави Мицковски, ја не би го идентификувал со целото ВМРО. ВМРО ко партија, а и СДСМ ко партија се сериозни партии, али лидерите во моментот им се катастрофално. Значи, ова што го прави Мицковски и таа клика околу него, нема врска со деловникот.
Оставка како институт е релативно стар институт во демократските држави и демократските општества. Оставка не се нуди. Значи, Филипче понуди оставка. Пред тоа понуди Миле оставка, ако се сеќавате после трагедијата во Охрид. Пред тоа Фрчко понуди оставка. Оставка не се понудува. Не е оставка понудица, оставка се дава. Се дава на тој што те именувал или те предложил. Значи, оставка министер дава на премиерот, за оставка не се дебатира, оставката се нити се размислува, оставката се прифаќа и сега ако ќе се прифаќа оставката, премиерот мора до собранието да даде предлог за разрешување, бидејќи владата бира собранието, предлог за разрешување и по правило доаѓа стално ако го разрешува едниот, во исто време за време за да се скрати, се дава и предлог кој ќе го замени. Значи, ВМРО сега што го прави да дојде председател на парламентот да бара од владата да му ја достават оставката и они да расправаат за оставката. Не се расправа за оставка, нигде во свет, ниту. Него ВМРО сега го прави ова, цел ден ќе плюкаме по владата. Не, ворете тоа. Ама нека, дали нека си направат интерпелација и нека плюкаат 3 дена ако треба. Ма не може интерпелација да завршува на полноќ. Значи, едно е интерпелација, друга е оставка. За оставка не се дебатира. Нема што да дебатира. Ја дам оставка, ти ја прифаќаш и точка. Се тие се повикуваат на некој член од деловникот, Ма како, што изгледа... вие, знаете што, вие ако сакате властник да правите од деловникот, може да правите. Да, затоа кажам, знаете, кај луѓето создава тоа кај јавноста забуна. Сега као ВМРО вели Филипче до вторник да си поднесе неотповиклива оставка или ние ќе бараме негово разрешување во собранието. Да, може да барат негово разрешување преку интерпелација. Предпоставам истото го мислиме и ние. И сега интерпелација нека секој барат, ќе да. прочита устав оваквото и ќе види дека нешто како да нешто има по кој член тие го кажува кој член од деловникот се повикува. Глупости. Но Ординарни нивното- глупости. Ова што го прави Мицковски е ординарна глупост, која за жал мене ми личи на некрофилија. Значи врз една трагедија, вистинска трагедија, сега се собираат политички поени. И едните, пред се тоа го користи ВМРО, по вешто или во рукавици го користи и СДСМ. Демек, странци ќе дошле да испитуваат. Добро, тие немаат маневарски простор, тие можеа да го искористат ако Заев кажеше ја прифаќам или ако Филипче речеше поднесувам неотповиклива оставка Ама како тука е проблем, Тони Пешев што Тука е направи. тоа што и едните и другите си играат и со устав, и со закон, и оно што го рекол, го девалвираат парламентаризмот и демократијата. Тоа е оставка не се нуди, оставка се дава и точка. И точка, и не се дебатира за оставка. Нема што да дебатираме. Оти станува збор за објективна, чувствена објективна вина. До сега тоа го направил само министерот за транспорт, кога падна авионите. Го споменав Антони Пешев. Антонио Пешев. И ако се сеќавате, тоа може да се види како одеше целата таа Тој не процедура. разговараше, отиде ги виде жртвите, се фрапирал, само доставил понуда, неотповиклива оставка, доведување пријатно, Така. нема што да дискутираме понатаму. Ама така е во цел свет. Така е во цел свет. Така е во цел свет. Сега, вие велите да собираат политички поени, едните од една страна во собранието и веројатно тоа е обидот да искритикуваат, иако може да најдат милион начини како да критикуваат во собранието. Други, особено премиерот Заев, вели ќе чекам да заврши истрагата, па не знам, германски експерти, до тогаш гледам медиумите пишуваат дека сите одат на работа, од директорот Бесими до еве на крајот од денот директорот Бесими вака не нешто. одговара, директорот Бесими не одговара на владата. Вака нешто, додека оставката не е прифатена, не е решена на овој Да нема ништо, тој само пише на како рече тој мора понуди. тој оди на работа. Аха. Тој оди на работа. Затоа имаме министер во оставка, имаме влада во оставка.
Например, Така. Белгија имаше 2 години влада во оставка. Можно ли ова да е трик со оставките во смисла на тоа што сите во еден ден? Па, ја Знаете, мислам, ако дадеш на повикле во оставка, во таков случај нели до изборот на нов веројатно заменикот те ја врши работа. добро, но да, имате... може заменикот повеќе често пати ако тоа е краток период, актуелниот премиер ја презема таа функција. Што е според уставот и според законот е дозволено премиерот да превземе и некој министерство во исто време. Тоа се случува не само кај нас, него сегде во светот, во Европа, мислам, пред се. Така да, сето тоа е можно, но пак ќе речам, значи, од една страна СДСМ, Филипче, заменикот, директорите на чело со Заев, навистина го подценуваат здравиот разум на секој од нас и нудат нешто што не се нуди. И нудат нешто што не се нуди. Се дава или не се дава. Има и храброст, па рече да. Во Јапан за каснење на ВОЗ, министерот дава оставка. Добро, Господината Шекеринска, уште која работе во Дневник, имаше една феноменална колумна, како една министерка во Шведска, министерка мислам дека беше за труд и социјална политика. Дошла на работа со такси, кој што е нормално, бидејќи нема кола, службена, кој сите други, и платила со картичка, али во тоа, за жал, платила со службената картичка. После неколку дена видела што направила, ги вратила парите, не е повеќе од 30 евра. Така. Кога дошол изводот, на крај на месецот, кога виделе, некој го проверил, валјда од новинарите или па некој им шепнал на новинарите, да. И го кажал, другиот ден си поднесе оставка. Зашто платила такси со службена картичка? Бидејќи нема право. Како доаѓаш на работа, тоа е проблем. Значи, господината Шекерински имаше колумна на оваа тема. Во Шведска, последната таква министр што си даде оставка, беше министерката за млади и спорт, инаку од просторите на бивша Ю, која ја фати полиција, која дувала, имала алкохол, но во рамките на дозволеното. Сепак, како министер не е добро да возиш и да пиеш, и си даде оставка. Па добро, ја последно што се сеќавам, во Словачка министрот за здравство си поднесе оставка затоа што му порасна бројот на позитивни случаи. Точно така. Мислам, значи, Во Австрија самиот министер си поднесе затоа што не можеше самиот да го издржи притисокот од тоа што се случува. Значи, тоа е тоа чувство за објективна одговорност и повеќе тоа во позитивна смисла му се враќа на таа личност. Например, она министерка за која спомнавме на почетокот Шведска, после добри 6 години пак стана министерка. Ама јавноста ја опрости, бидејќи почувствува јавноста дека сите грешиме, но знаеме грешките да си ги признаеме и во одреден момент да си го платиме цехот за грешките. Уште повеќе што ги вратила парите веднаш. Веднаш. Али како сме со службена картичка да плаќа такси за приватни цели? Пендаров, што очекувате имајќи го целото ова искуство за вас и целото на искуство од ова Македонија како држава, што мислите што ќе се случи од цело ова? На крајот Заев се стави на вага што повеќе нему лично ќе му се исплати. Бидејќи се избори, дали Филипче сега или не Филипче, еве, дали настанот во модуларната болница е практично на вратото на сите кандидати за градоначалници? Пред е на власт. На тие мислев, на тие кандидати за градоначалници. И тука Заев на крајот ќе вага дали тоа ќе биде подобро пред се за него, а и за партијата, ако ја прифати оставката или ќе биде подобро да рече ако истрагата покаже не бил крив Филипче, а ќе покаже дека не бил крив Филипче, бидејќи Филипче нема ништо со него, не ја запалил болницата. На крајот на кристата, ако е некој крив, тоа е кривата таа комисија која го водела тендерот. Да, кај Филипче, оно што се бара е моралната одговорност на која што инсистираат сите. И онда ќе почне, или па
трагично, не смешно, трагично беше. Кога почна директорите по болниците да пишуваат јавно, не го даваме Филипче. Ало бе. Смирите се малку да му се снавите. Не иде тоа така, бе. Не си го, нити си го дал, нити си го ставил. Мислам, тоа се навистина смешни работи. Пак ти кажам еден пример. После војната во Ирак, кога се откри како што е, тоа први го открија и го кажа јавно BBC. Блер, тогаш беше премиер, Блер се спремаше да, готово беше да го смени генералниот директор на BBC. Во Англија директорот на BBC го поставува лично премиерот. До сега само еднаш се случило да го смени. Тачер го смени, ама тоа е веќе друго прашање. И директорот на BBC во исто време да ја заштити куќата и да се заштити сами од себе, се даде оставка. Ја поднесе оставка, се даде оставка, чао. Кога излагаше од BBC, од зградата на BBC, верувај, околу 5000 вработени, толку во тој момент биле, излегоа надвор со аплауз го испратија. Со аплауз, значи човекот, тоа беше неголема сатисфакција, за секого би била тоа неголема сатисфакција. Не пишуваа ни писма, не те даваме. Боже, оставката е личен чин, не може никој да ми се меша, ако сакам да давам оставка, немој, ја давам, а ти треба да ја прифатиш. Ајде вака, бидејќи постојано ми давате примери со развиени демократии и стари парламентарни демократии или како сакате. Например, кај нас политичарите во првите 2 години од власта, ајде да кажеме се нели сите транспарентни, ветувачки, веќе потоа 3-та, 4-та година почнуваат да го губат осетот со реалност. Еве да ги стргнеме настрана политичарите да кажеме дека тие во случајов смета дека тој не е виновен ништо, не може да го свати моментот со реалноста кои се очекувањата, не може да свати например дека ако ја даде таа морална оставка еве како во Шведска например, дека ќе треба само еден извесен период да се потргне, па да се врати можеби на голема врата, бидејќи на крајот од денот Филипче е извореден, барем за тој власт и опозицијата се единствени дека е неверојатен извореден хирург. Значи може само малку да се повлечеш настрана, веројатно можеби за поизвесен период да дојдеш. Еве, нив да ги разберам и дека не разбираат. Но оние пиар служби кои што работат во владата, кои што земаат огромни пари, навистина треба или да тотално не разбираш што значи пиар, или веројатно ги лажеш за да им ги земаш парите. Прво, вработените во влада на пиар не земаат големи пари. Не, ја не зборам за портпаролите. Таму има пиар служби кои што работат на големо. Тоа се сигурно не се осврнува. Тоа се надворешни, тие земаат многу пари, се слагам со тебе. Ги позлатија, што би рекла баба ми. И веројатно тие ќе отидат на крајот и ќе премиерот ги речат види сите доктори, сите директори го застанаа зад Филипче. И сега заев можеби нема време да се замараме, ги ти не правиш услуга ниту на држава, ниту на отвори една нова димензија која е многу битна. Мислам, нова држава, поред лошите политичари, уште повеќе лошо направија такви NGO организации, пред се, невладиниот сектор парче ја направи. Вакви пиар преучени, недоучени или па кои го сватија, фактичи они се многу паметни, они ја сватија. Например, го прочитаа Заевко буквар, ги знаат неговите слабости, неговата суедност, и сега ќе му вика ти си најдобар, ти си најпаметен, ти си најубав, ќе си музат пари, овој ќе вика ха, и тоа ќе оди понатаму. Ама тоа што на државата тоне, баш му е гајле, овој зима пари. Значи, не можеме да заборам тие исти пиар, кога беа избори, кога СДСМ го водеше Шекеринска, која дебело изгуби, никој СДСМ толку не изгубил. Така. Тогашниот
пиар на партијата, односно што водеше кампањата, и Шекеринска понуди прво оставка и пиарот сврте, нема каква оставка, тој е најдобриот председател на партија. Малку фалеше Шекеринска да се домисли. Не, ама извини Пендаров, тоа е тотално непознавање на таа наука. Или правење контрауслуга. Да, Барем за токму секој тоа. нормален човек кој што гледа. Токму Значи, тоа. поднесување на неотповиклива оставка носи многу повеќе, ако сакате сега да ги отвараме картите, многу повеќе политички поени, отколку еве ви пише на оставка и сега као Заев нешто као размислува сега. Потпуно И си сега во као право. дајат пиарџиите, Потпуно. види сите му даваат Сите му подршка, даваат види што подршка, прават да. едно друго, па ВМРО нешто као чека ние сега во собрание што нема врска едно со друго и на крајот прават таква шашма, односно ја носат работата до апсурд да едноставно ние како новинари седиме и се чудиме. Јавност она која што е поделена или политизирана, таа си брани еден став, друг став. Па мислам дека за жал оно што рече ти македонското општество такво какво што е златен рудник за новинарството, ама за вистинско новинарство. Нема во момент. Во моментот за жал нема. Во моментот нема. Например, Ние барем како го седиме Например, со тебе еве- во тие новинарски денови еве кога ќе се учевме од вратам, тебе, да, како еве ви ќе се кажеш вратам главите зашто на не денот слушаш. кој се случи несреќата. На една телевизија, нема да ја спомнам ни телевизијата, ни новинарот, почна да манипулира со 30 мртви. Да. До 37 стигна. Значи, дома бев, фала Богу, веќе не пушам 11-12 години, ама да пушев и да имав пепелјара, ја мислам ќе леташе пепелјарата у екран. Кога ќе ви кажеат бројка од 3, бидејќи тоа е моментот кога играше Македонија фудбал и додека луѓето се освестија. И кога од фудбалот на Македонија со Романија свртите вие, дека се случува трагедија и дека имате 37 жртви и нема кај кого дома кој што седи, кој што гледа, не морници не го прават. Ама вие не смеете како новинар, како медиум. Апсолутно. Не смеете да спомнете број на жртви додека немате официјален податок. Зошто? Затоа што секој број предизвикува кај луѓето Така е. Да, што не е само сега, кој- што е сега, како во тој момент се чувствувале оние семејства Кои што имале, можеби, кои имале внатре своји луѓе, а фала Богу се спасија. Како во тој е. момент тие се чувствувале? Мислам, Тотално Мислам, неетички. и во сега секој тука, судот на честа, ни она другото, како се вика, Совет на етика. Совет на етика, ни А, ни Б. И така натаму, и така натаму. Значи, си помина возот, беа 37 мртви и никому ништо. И такви примери можеме да Да, имаме набројуваме. милион примери. Милион ние, примери. на- Тоа е, знаете, вие не можете да имате ваква држава каква што е, со непочитување на демократски принципи, со непочитување на закон. Ние место да бидеме држава во која се спроведуваат законите, нашата држава не функционира врз закони, функционира врз договор. Ја и ти ќе се договориме, ова ќе биде вака. Ова ќе биде вака. Јас ќе кажам дека господинот актуелниот председател на парламент е многу добар, но за жал направи една грешка во Брисел. На меѓународна средба зборуваше на албански. И се сеќавате на коментарот на Заев? Да, сгреши, ама не му барам оставка. Како бе, не сгрешивме ја и ти. И нашата грешка не сосем друго би имало. Да, и потоа пак до абсурд ја носат. Ако збореше на англиски, дали ќе ви пречеше? Да, потоа е носе до абсурд. Е носе до абсурд. Тоа беше потоа одбраната на Дуи. А ако збореше на англиски, ќе ви сметаше? ние практично вака зборуваме дали нешто, е вака прекршен нешто, уставот или вака нешто. законите. Пак од искуство, бидејќи сум бил на обуки. Значи, кога е официјална средба, секој зборува на својот мајчин јазик. Кога е работна средба, тогаш се користи англискиот јазик. Ќе видите на првата пресконференција сега председава Словенија. Втор пат, истиот премиер, првиот пат кога председаваше и сега кога председаваше, Јанша беше премиер. На официјалните средби,
Јанша, освен словенечки, нема да користи ни еден друг јазик. Иако релативно го знае англискиот. Тоа знам лично. Значи, на функционерите на Словенија кои се во Брисел и се строго им имаат кажано: чим е официјално и камера, ќе се збориш бе брат словенечки, а работно ќе збориш англиски. Значи, да беше работно, да, ова е официјален настав. И тука не можеш освен на јазикот на државата. Пендаров, додиме на уште една клучна тема, Ајде. која што е значена, тоа е Македонија-Бугарија. Заврши посетата на Меркел, коментиравме овие денови дали значи или не значи нешто за обиколувањето на Скопје, бидејќи беше во Белград и Тирана. На крајот од денот во Тирана на таа проштална средба Меркел ги собра сите тие лидери и практично останало на решете го вие проблемот со Бугарија, вие решете го проблемот со Косово и повелете во Европската унија, но она што можеби некако не остана туку веќе испливува на површина, тоа е нов нон-пейпер за решавање на односите на Бугарија и Македонија. И сега овде имате разноразни информации. Дали е балканска ујдурма, дали е домашна ујдурма, дали постои нешто такво, бидејќи официјално велат дека оној португалски предлог практично е основата за некаков почеток на преговори. Некако навикнавме на нон-пейпери од Јанша, па сега преку... Така е. Знаете што? Кога еднашка ќе дозволите да ви се наметне проблем, кој е абсурден и не постои никаде, тогаш се е можно понатаму тој проблем да се мултиплицира, да се нудат за решавање на тој проблем работи кои се абсурдни. Чујте, уште време на Бучковски ко премиер, он зборуваше со Бугарија да славиме заедно историски датуми. Во Европа само еден датум се слави заедно. 8 мај. Падот на фашизмот. Ни еден друг. Замислете, Италија и Австрија да го слават денот кога Јужен Тирол падна под Италија. И сега заедно да слават историски. А 70-те години во Јужен Тирол пукаа бомби. Австриските сепаратисти минираат 2 воза. Зависи како гледате на работите, што ви рекол премиерот. На крајот нели испадна Нели? дека бугарите не ослободиле од... На крајот, да, бугарите не ослободиле, бугарите се биле администратори, не окупатори. Јас стално викам, еднашка прашајте ги, што беа у Грција 41-44? Што беа во Грција, окупатори или администратори? И нека кажат дека се администратори, Гркот другиот ден ќе ги заколе ко пиле. Ко пиле. Значи, бугарите, вака дебармалски речено, вени сечат за Охрид и за Гоце Делчев, а да прашам колку бугари отишле во Кукуш да ја видат родната куќа на Гоце Делчев? Ниједен. Значи, абсурди и ние прифаќаме, знаете што? И кој ќе станеме сите да станеме бугари, пак ќе најдат нешто што нема да што им смета. Мислам дека многу добро беше онаа цинична шала на Еди Рама, која рече дека кога Турција ќе претседава со Европската унија, тогаш Македонија и Албанија ќе влезат во ЕУ. Турција никад нема да претседава, така да... А никогаш не се знае. Мислам дека Турција колку чека веќе? Мислам дека Прво не знам дали Турција сака да влезе веќе во Европска унија. Па тоа е веќе друго прашање, но обично тие држави со големи економии, на пример како Турција, Турција е голема економија, меѓутоа таму секуларноста на државата веројатно тоа е она. Турција за жал Ердоган, Турција беше меѓу близината економија беше 16-та или 17-та во светот. Да, најбрзо растечка економија беше. За жал Ердоган со некои своји потези, он на почеток тргна добро, посебно беше оштар со корупцијата, али потоа самите они почнаа да се корумпираат. Но тоа е да оставиме Турција да гледаме кај нас како ни се работите. Така да овој нон-пейпер
дали постои или не постои не е битно во моментот, воопшто, него битно е нешто друго. Некој друг ни ја крои капата, да не речам судбината, а ние мртви ладни се што ќе ни скројат носиме. Абе, не го носам. Фала, не. Знаете што? Значи, се осеќав понижено како граѓанин. Кога министер за одбрана на една држава вика ќе ти испратам еден полк да те среди и ти не наоѓаш за сходно да го викнеш амбасадорот на таа држава. Па добро, ние сме па да не ги заладуваме до толку односите, иако, видите, во дипломатијата има правила како се однесуваш и токму ова вие што го говорите, но затоа сме мајстори, например, ние можеби нема да го викнеме бугаринот, но затоа ќе видите наши дипломати вмешани во скандали, ерменски, не знам, и она што е најчудно, молчи председател на држава, молчат претходна владеачка гарнитура, молчи сегашна владеачка гарнитура. Имате прослава за 8 септември, каде што мува да помине ке се слушне. Пиле не може да прелети. Се качува председател на држава, вас велосипед ви поминува овака, не знам дали ја видовте снимката, каде што велосипед практично поминува. И сега имате скандал до скандал. Од дипломати, преку човекот кој што бил во затвор, па не знам, му било лошо, па отишол, па направил сообраќајка нели со колата. И го ставаат во истражен. Па го ставаат во притвор, па го кинуваат притворот, односно го враќаат во затворот. Па ви се случува трагедијата со Тетово и сега ви ја велите па можеби знаете од страна како делува ова, како го гледате, како држава кога не гледат, можеби помалку делува и значи Хајредини го цитирам, тој кога беше овде. Се боревме за заровена држава, денес добивме дефектна демократија, полна со корупција и употреба уште еден збор. И хибриден режим. Што и сега тој вели, ако треба да бирам помеѓу ова и заробена држава, па веројатно би одбрал, не знам. Ја гледав емисијата, бевте двајцата многу добри. Па не е ова комплимент, наистина една од подобрите емисии. Но тоа е реалноста на оваа држава. Тоа е нивото на политичката култура која превладува овде кај нас. И не сум паметен, но мислам дека додека не се направи еден целосен рестарт, ние ќе отонеме се повеќе и повеќе. Да, но ја не сакам да тонам од тоа. А не сакам ни да заменам од државата. И сега прашањето е нели што го поставуваме, ќе не биде ли. Значи ние мора политичарите веќе еднаш да сватат. Не може на 8 септември, на третиот или ден за кој нели сите се одираат во гради, едни прават парада, опозицијата отишла на еден крај, села не знам што кажува и така натаму. Значи ова и како народ, веројатно мораме да сватиме дека ние ако сакаме да видиме како држава, малку демократијата треба поинако да ја поимаме. Знаете, не е демократија дека сега можете вие што сакате да кажете, ќе седнете на Facebook и сега ќе се изнаплюкате против Иванов и Пендаров. Демократијата е пред се чувство за одговорност. Демократијата е пред се чувство за одговорност. Без чувство за одговорност нема демократија. Онда имате анархија. Без чувство за одговорност нема демократија, има анархија. И ние се многу близко до анархија, ова што го велиш, ти ќе седнеш на Facebook и ќе направиш, ќе плюкаш и ќе кажуваш што сакаш. По порталите исто така, може малку помалку, али пак е слично. Значи, чувството за одговорност нема. Нема. А што ние оперирани сме нешто од тоа? Како затупивме, знаете сега. Некогаш на времето постоело срам сега, нели, онако одише ако фрлиш некој ливче или овако, ти те фати срама кога те види некој. Ова сега стана колку повеќе ќе фрли. Така е. Да. Ѓубре. Знаете што, кога тоа е тоа. Кога гледаш дека меѓу политичарите веќе нема морал, нема етика, нема почитување на закони.
Тогаш ти кажеш, ако може он, можем ја. Може би не толку силно и гласно како он, ама да, барем можем да може се залепам до него. да фрлам ова. Можем да се залепам до него. Мислам, ако се воведе ред и дисциплина, во смисла не на диктатура, него реков, одговорно однесување. Говориме за систем на функционирање на држава. Пендаров. Чујте, за 30 Ние- години ние еден сегмент од општеството не го средивме. Па нити градски сообраќај не средивме. Значи секоја година, еве вратите се назад. Врати се кога тогаш си почнал со новинарството. Секоја година у септември си за што пишувате? Нема учебници, вакви учебници, такви учебници. Секоја година, 30 години се пише околу тие учебници. Кој министер како ќе дое прави реформа на школството? Сега оваа господја воведува електронско, да ја прашам, колку држави во Европа имаат вакви учебници кои што она бели? Отидовме до таму. Ниеден, и тука мислам дека и вие кои медиуми потврдувате, дали некојаш на ниеден медиум не заследив колку држави во Европа гласаат со ова нова технологија, отпечаток на прст. Колку држави во Европа? Се согласувам, иако нашава телевизија неколку наврати 3. ги 3. Само 3. Само 3. На овој начин. Кажете ми, колку држави, еве сега има попис Хрватска. Дали ќе бидат попишани хрватите кои живеат у Македонија? Не. Не знам, ја гледав тоа на Хрватска како светлосни години да се предат. Не, ама гледайте, тоа Хрватска не го прави за тоа што електронски си се попишуваат сами. Овде. Ама не вакциниран, не те примам те. Кој е држава? Зашто правиме муавет ние? Ама кај го имаме тоа? Значи пописот е на тој ден на ниво на држава колку луѓе живеат. Затоа во пописите се попишуваат и странци што живеат овде. Во хотел се попишува странецот кој живее во тој момент. Значи, а не ја никогаш не сум крил, ти подобро знаеш добро, а и јавно сум го кажал и во оваа телевизија. Јас имам двојно државенство, имам и словенско државенство. Словенците, бидејќи не живеам таму, мене не ме попишуваат како дијаспора. Ја во Словенија можам да гласам за парламентарни и председателски избори, но не можам да гласам за општински избори. Просто причина, не плаќам таму данок. Што имаш би ти да се мешаш во општина кога не живееш? Чи немаш интерес. Кајно уште малку се плашам дека ќе испадне поголема дијаспора од ние што сме дома. Ние Пендаров повеќе пари плаќавме за еден пратеник од Австралија кој што ќе додеше, кој што многу му беше битно за името на Македонија. Чии што деца се Џон, Мајкл и така натаму. Не дај Боже. Но да не дај Боже. И го избраа со 350. Мора и со помалку го избра. Или помалку гласови. Со помалку гласови. Привршувам со пописот, бидејќи го отворивте како тема. И она што помалку фрапира, горе-долу сите го знаевме, дека ние сигурно ќе видиме по 2 милиони. Апостол Симовски, првиот човек на статистика, вели 1.900.000.800. Мислам дека 1.800.000. И сега мене прашањето. Ако сме ние 1.800.000, како тоа на локални избори ние ќе видиме 1.800.000 избирачи? Има ли бебиња? Има ли малолетни луѓе во оваа држава? Прво мислам дека му е Ко статистичар не смееше тоа да го каже. Бидејќи статистиката може е и добро што го каже. Екзактна наука, не можеш ти да претпоставуваш. Ако испаднат 1.900.000, можам да му речам, луѓето не ќе да се попишуваат, што те знам, може да се вадат на тоа. Околу пописот има уште многу глупости ќе се наслушаме. Прашањето ми, мислите дека ќе заврши, бидејќи тече барем засега се според нормално? Тој ќе заврши, но прашањето е дали ќе го прифатат сите. Тоа е многу поважно прашање. Па ја не знам кај нас дали има нешто што се прифатило. Дали ќе го прифатат сите? Што не му ќе требаше да дава таа изјава. Инаку нешто ќе ви кажам.
Словенците се околу 2 милиона и 20 и имаат 1 милион 700 и кусур илјади гласачи. Гласачи? Да. Така да тоа значи дека се стара нација. Да. Така да не секогаш тие две бројки ја покажуваат вистинската слика во смисла колку граѓани, колку луѓе живеат во една држава. Навистина ме изненади таа изјава на овој господин кој неколку пати дал, најсмешен тој ми беше за мене најтрагична изјавата која рече не може за друг да кажете која националност е, па потоа заменикот негов рече може, па и он се повлече. Не можете вие за друг да кажете која националност е. Не можем да кажем за моето дете која националност е. Затоа тоа кој ќе напуни 18 години ќе си каже што е. Така. Не може да кажем дека е македонец. Може ќе биде марсовец, што сам. Што мислите како ќе заврши сите овие случувања во Македонија од Филипче преку не знам за тој скандал никој не ни зборува за скандалот. Реков за Филипче на крајот Заев ќе стаи на кантар што лично него повеќе му одговара и така ќе биде. Ако му одговара повеќе да се прифати оставката, ќе го смени. Ако мисли дека подобро ќе биде за него да го задржи, ќе го задржи. Заев е релативно итар човек кој пред се го гледа сопствениот интерес. После ова што се, например, ја договорот од Преспа го поддржувам во целост, бидејќи бев против ФИРОМ, кога прифативме ФИРОМ, али договорот од Преспа го поддржувам бидејќи договорот од Преспа е логички завршеток на ФИРОМ. Но Заев сега со бугарите како ќе одиграат, тоа ме загрижува, а околу пописот пак ќе речам за жал нема да го признаат сите и ќе има караници. Мислам тој ќе функционира, но постојано некој ќе припукува на некој. Ќе има караници и ностоп ќе се вади на маса кој аргумент. Мене нешто друго ме плаши. Локалните избори. Тоа сакав да прашам. Локалните избори ме плашат. Ако дојде пак до некаков технички проблем, а ќе дојде, верувајте, тогаш ќе биде лудница. Како што падна системот на... Да, како што падна системот. Тоа ќе биде лудница во права смисла на зборот. Не се секира, ќе направат анкетна комисија во страни и ќе завршува за ваквото. Очекувате, говоревме, жестока кампања да биде и да не споменуваме имиња, нели, пошто е мониторинг. Најжестоките битки Скопје и Куманово, веројатно ќе се водат. Куманово можеби да биде и пресвртница за социјалдемократите. Мислам дека например, ја мислам дека во Скопје ќе победи Шилегов, иако мислам дека е лош градоначалник. Јас велам да не споменувам имиња ви, веќе и да не агитираме. Ќе победи актуелно, пардон, од една проста причина, прво, многу кандидати се нацрта, ВМРО како опозицијска партија не изводи свој кандидат, него демек некој независен поддржува. И тоа на СДСМ му возможува во Скопје на ниво на град да победи. Сега ја не споменувам имиња. Ова го темелите на предизборните коалиции СДС, ДУИ, ВМРО Алијанса, врз основа на тие коалиции се повторно ќе речам далеко од природни коалиции. Добро, јасно е дека е партиски интерес. Али упреашен е партиски интерес, дури во која општина Алијанса, ДУИ, сите албански партии заедно ќе настапуваат. Така. Значи, ќе се потепаат. Значи, Скопје и Куманово се онамо и добро, и другите големи градови, но овие две ќе бидат очите вперени. Скопје и Куманово ќе бидат многу значајни и ќе бидат сигнификантни за можеби и за идните парламентарни избори. Ја мислам дека
одредени позитивни или во смисла на број на градоначалници, ВМРО ќе има повеќе него што има сега. Добро, сега има 4-5. Сега има 4-5 Да, мора. има повеќе него што има сега, тоа е факт. Ако ВМРО не освои некој од поголемите градови, ништо нема да му значи и да има и 15. Али ако не освои некој од поголемите градови, тука да почнеме Скопје, Куманово, Така, имате Битола, Прилеп, Охрид. Прилеп. Ако не освои некој од поголемите градови, тогаш ништо не му значат тие, тоа зголемен број на градоначалници. Во секој случај не чека уште еден период во кој вие ко медиуми, вие новинарите ќе имате многу работа, но ние ко гледачи ќе вртиме од канал на канал да видиме. Се забавувате, вие Да. се забавувате и тоа е чудено во Македонија. Јас Да, не паметам година без избори. Така е. Мислам дека следната треба да биде без избори, ако не се лажам. Сега се локалните, редовни 2024, но ќе видиме што ќе се случи. Пендаров, благодарам што бевте гостин во студио 10, околу 50 на минути од прилика. Убав муабет, благодарам уште еднаш.